Денеска е велика сабота, денот меѓу смртта и воскресението. Од изутрината храмовите се исполнуваат со верници, а се прават и последните подготовки за Великден. Пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје Маја Стојановска. Маја, вечерва на воскресната богослужба во соборниот храм точно на полноќ ќе биде објавена најрадосната вест. Па сега да чуеме и да видиме каква е атмосферата во моментов таму, дали почнаа да се собираат верниците или пак е се уште рано. Така, Борче, ние се наоѓаме во соборниот храм, каде што се прават последните подготовки пред полноќната богослужба. Ваква богослужба вечерва ќе се одржува во сите православни цркви и храмови. На неа практично ќе биде најавена, како што кажа, најрадосната вест во христијанството, а тоа е Христовото воскресение, а со тоа и почетокот на празникот Великден. Од она што можевме да го забележиме пред соборниот храм е засилено полициско присуство со оглед на тоа што точно во 18 часот, поточно во овие моменти започнуваат да се затвораат булеварите и улиците околу самиот храм и сообраќајот ќе се одвива во посебен режим на сообраќајот се очекува и во останатите улици и булевари, каде што има поголеми цркви и храмови во главниот град. За сега овде во соборниот храм се уште не се започнете да се собираат верниците, меѓутоа тие постојано доаѓаат овде да се помолат и да запалат свеќа, но таа слика во наредните часови се очекува да се промени со оглед на тоа што богослужбата овде започнува во 11 часот, додека пак во 11 часот и 30 минути ќе започне оној традиционален опход околу црквата, каде што верниците со свеќа во рака 3 пати ќе заобиколат црквата за точно на полноќ да го дочекаат празникот Великден, кој што си го честитаат со зборовите Христос воскресе, навистина воскресе. Со дел од верниците со кои што успеавме да поразговарам овде, велат дека тие повторно вечерва ќе се вратат овде во соборниот храм, а празникот ќе го дочекаат со скромни желби за здравје, за мир и за благосостојба на своите најблиски. Па тука предлагам да ги слушнеме верниците. Здравје на сите посакувам ја, нормално на најблиските, а после на сите. И како ќе рече Свевишниот. Само здравје на цела фамилија и тоа. Живи и здрави да сме и мир да има. Тоа. Да бидеме здрави, мислам весели едно друго, ете тоа прво. Едино тоа е, мислам. Здравјето е на прво место. Друго, работа, да младиве да работат, да се запослуват што повеќе, тука да остануваат, да не бегаат со странство. Така, денеска, како што кажа и ти Борче, е велика сабота, ден кој за христијаните значи мир, ден за молитва и ден за душевна подготовка за најголемиот христијански празник. Меѓутоа, повеќе за самото значење на велика сабота, но и на празникот Великден, предлагам да слушнеме во продолжение од отец Сашо. Велика сабота е ден на најголемиот покојник. И Велика сабота е суштност премин од смртта кон воскресението. Од Велики петок кон Великден. Или од тагата што ја носиме на Велики петок кога го распнавме Господа, до неговото воскресение и радостата што треба да ја понесеме, од тагата кон радоста. И сушност Велика сабота е последната сабота каде што се празнува саботата како ден на Бога, бидејќи во христијанството настапува нова ера, настапува воскреснатиот Господ Исус Христос. Затоа неделата започнува да биде ден посветен на Бога. Сушност во саботата ние со трепет го очекуваме воскресението Христово. И затоа тука е застапен пред се молкот. Молчиме затоа што го очекуваме Христовото воскресение. И таква е велика сабота. Доека пак Велиден е денот на радост. На радост и на живот. Зашто христијанството не се темели врз филозофија, не се темели врз некоја идеја или пак да речеме збир на вистини, туку врз воскреснатиот и вечниот Исус Христос, врз личноста на Господ Исуса Христа. Ние знаеме дека Христос воскресна врз нашата вера, врз сведоштвата на апостолите, врз сето она што се случило. И нашата вера е всушност тука, ќе беше празна нашата проповед
и на проповета на апостолите, а и верата на верниците ако Христос не воскреснеше. Верниците кои пак ќе бидат подготвени, нека поминат и ќе се причестат, а оние сите кои што сакаат да го заедно торжествуваме овој радосен настан и овој спомен на Христовото воскресение, нека повелат не само во соборниот храм, туку и во сите храмови низ Република Македонија. Маја, гледаме во моментов, слаба е циркулацијата на граѓани, но кажав и на почетокот, изутринава во соборниот храм се одржа и она утринска литургија, па дали тогаш имаше поголем број верници? Да, Борче, екипата на Канал 5 уште од утринските часови се наоѓа овде во соборниот храм, каде се одржа утринска литургија, беа собрани голем број на верници, дел од оние кои што постеле исто така се причестија. Пред камерата на Канал 5 кажа што за нив значи великденскиот пост, па повеќе за ова предлагам да погледнеме од прилогот кој го подготви колешката Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Црковното пеење и молитви го исполнија Скопје. Со читањето на Евангелијата се одбележува Велика сабота, денот на покојот, денот помеѓу смртта и воскресението, ден меѓу петок и Великден, сабота, денот што ги спојува распнувањето и радоста. И овој ден е денот на оплакувањето, ден пред вистината кога гробот на Исус Христос бил будно чуван. Првосвештениците побарале и фарисеите гробот да биде запечатен, се сетиле на зборовите на Христос дека за 3 дена тој ќе воскресне. Слегувањето на Богочовекот Христос во царството на смртта, во адот значи уништување на смртта, победа над адот и ѓаволот и власт над него. Свештениците блиску до верниците ги читаа трите важни настани: упокоението и престојот на Христа во гробот, чувањето на гробот со стража и Христовото слегување во адот, пеколот и отворање на рајот. Верниците со молитва поминуваа под плащеницата, символ на гробот на Исус Христос, со верба во воскресението, со верба дека смртта е победена и вербата во доброто над злото. По завршувањето на литургијата, денеска се причествуваа верниците кои постеле. Постот за нив е мирот, искушението со добра мисла до чиста душа и тело. Јас почнав пред 3 години вистински да постам, многу се посветивме на црквата заедно со сопругот. Таа благодат што ќе ја почувствуваат луѓето кога ќе влезат во црква и кога знаат дека се трудат и дека нели прават добри дела, освен тоа што постат, ќе биде и многу убаво. Ми одаде лепшето за да можам да се пресичам. Да имаме мир, а тоа едино можеме да направиме со молитва, со причест, со пост, зашто се смируваат страстите. И едноставно препорака на сите, без неволја нема богомолје. Литургиите се не само богоугодни, потребни, него се и за спасение на душата. И пожелно е што повеќе, што почесто би било најубаво според мене секоја недела. На Велика сабота пред полноќ се внесува плащаницата во олтарот, каде останува до Спасовден, во спомен на 40-дневниот престој на Христа на земјава. На Спасовден Господ се вознесе на небо. Така како што кажав и на самиот почеток, богослужбата овде во соборниот храм ќе започне во 11 часот. По полнок исто така ќе се одржи и литургија со која што ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефани, каде што ќе имаат можност да се причестат верниците кои што тоа не го сториле утрово. Тоа би било се од овде Борче. На нашите гледачи им посакувам убава празнична вечер. Така е, те и благодарам. Маја Стојановска беше тоа од соборниот храм во Скопје за атмосферата пред објавувањето на најрадосната вест.